Драги гледачи, добродојавте во новото издание на емисијата Неделник при Македонскиот информативен центар од Канада, а јас како секогаш сум вашиот домаќин Петар Петровски. Во денешната емисија на Неделник ќе стане збор за следниве три теми: Украина, Кина и протестите на камионџиите против COVID-19 мерки, новите рестриктивни мерки за коронавирусот во Канада. Па да започнеме. Прво ќе проговориме за кризата во Украина, а потоа ќе збориме за Кина, а на крај ќе збориме за протестите на камионџиите. Па да почнеме. Прво, број 1 првата тема е кризата во Украина. Сегашната криза во Украина започна во ноември минатата година, кога Русија почна да распоредува вооружени сили на границата со Украина. До денеска, бројот на воените сили кои се распоредени на границата со Украина е 175.000 војници и воена опрема. Како причина за расподелувањето на руските воени сили на границата со Украина, Полска и Балтичките држави е ширењето на НАТО во земјите од поранешниот Варшавски пакт. За сега нема нови вести од Украина во однос дали ситуацијата се зачршува или пак некои сигнали дека состојбата се нормализира. Но според извештаите што ги пренесува новинската агенција Reuters и од изјавите што доаѓаат од Русија е дека ситуацијата нема да ескалира понатаму. Да се надеваме дека тоа е така. Да се надеваме. Но да се запознаеме со столбовите на замешаните страни во оваа студена војна. Столбовите и разните барања на замешаните страни во конфликтот. Пред столбовите и разните барања на замешаните страни во конфликтот. Пред да се запознаеме со разните ставови за оваа криза, за тоа како да се реши оваа криза, би започнал со кои се барањата на Русија во однос на нејзината безбедност и нејзините соседи. Руските барања. Една од главните барања на кои Русија го има кон НАТО сојузот е да даде гаранција дека НАТО нема да се шири во нејзината сфера и да се поличи на линиите пред 1997 година. Што се однесува кон Украина, Русија не сака Украина да стане полноправна членка на НАТО и ЕУ. Ставот на ЕУ сега под француско претставителство е дека со директна дипломатија со Русија ќе се обидат да ги намалат, со преку директна дипломатија, тоа со преговори, со различни самити, преку различни конференции, би ги намалиле тензиите, но и недоразбирањата со нив, со Русија. Имено во јуни минатата година председателот Макрон и пранешната германска канцеларка Меркел се обидува да ги присилат членките на ЕУ, поточно на Полска, Балтичките републики, Балтичките држави, се покани сегашниот руски председател Владимир Путин на заедничкиот самит со ЕУ. Според ова го пишува Washington Times од 27 јануари 2022 година. Но тој предлог беше одбиен од страна на Полска и Балтичките држави, кои едноставно немаат стомак да се поради што и Балтичките држави кои немаат посеќа да било каков расположение да седнат и разговараат со Русија директно, туку повеќе сакаат да воопшто ништо нема, воопшто да Русија да нема никаква ЕУ да не оди надвор од зад Карпатите, посебно да нема никакви односи, да има какви такви односи со Русија, но не да се направат на штета по безбедноста на тие држави како што се Полска, Летонија, Литванија и Естонија. Ставот сега ќе преговориме за ставовите на САД како на политичарите, на американските политичари, на некои изминати американски политичари и на некои сегашната администрација на Џо Бајден. Па да почнеме. Ставот на САД е дека според поранешниот американски председател Доналд Трамп, за него кризата во Украина е чисто европски проблем, како и на истото за европски проблем го сметат дел од американскиот сенат, но и представници во долниот дом на американскиот конгрес. Додека за Бајден и свитото околу него,
ова сега што се случува со Украина е голема, преголемо и многу голема опасност за безбедноста на Украина и може и се очекува според некои синдикации на некои мислење на Бајден и на други од тие кабинетот околу него, тие се мислат дека се во Бајден и таа света околу него и сегашната администрација се убедени дека ќе има војна помеѓу Русија и Украина. Додека некои се спремаат за војна како една мерка на сигурност спрема Украина, сегашната американска администрација ќе испрати војска ќе испрати не војска, ќе испрати контингент на американски војници од не толку 8500 американски војници, кои нема да бидат распоредени директно во Украина, туку ќе бидат распоредени во државите кои граничат со Украина. Како што се Полска, се извинувам, на границата со на границата со Украина. Се мисли на Полска, на Чешка, на Словачка, на повеќе да се даде сигурност на балтичките земји, балтичките држави, како и да се даде сигурност на Полска, што воено воопшто наместо да се ситуацијата расплетува, да се води, да се деескалира, само непотребно се оди кон се диза паника. Тоа е ставот на украинскиот председател Володомир Зеленски, кој се обидува да ја смири ситуацијата, да ја смири топката, бидејќи не сака самиот знае како е да самиот знае како топката, дека знаеш, кога немаш доволно играчи и немаш доволно, не е многу добро, може не се знае како ќе тоа ќе заврши. Така именно, еве на пример самиот премиер, украински председател, не премиер, Зеленски го има именно на пресконференција која се одржа во петок минатата недела, рече дека ги замоли новинарите да не дигаат премногу паника од тој штети на Украина, економски. Според него не очекува ни тој дека Русија ќе може да нападне, но дека да не нападне, но сепак и самиот сака да имаме самиот сака да се осигура дека сигурност на неговата држава и да не дојде до губење, да не биде губење на територија како и на слободата и суверенитетот на Украинската република. Друга тема за која ќе збориме е тоа додека имаме криза со Украина, имаме една стара нова криза која тлее веќе повеќе неколку децении. Според некои аналитичари како ќе се заврши кризата со Украина, ќе влие врз исходот на кризата со Кина и во Јужното Кинеско море. Имено изминатава деценија, кинескиот змеј почна се поагресивно да демонстрира својата моќ во Јужното Кинеско море. Еве, например, има чести налетувања во тајванската воздушна одбрана, понекогаш тоа се вклучува војни авиони и нуклеарни бомбардери, кинески бомбардери и кинески војни авиони влегуваат, влетуваат во тајванската воздушна одбранбена зона.
Кина тоа е едниот аспект. Другиот аспект е со тоа што Кина се обидува да ја контролира и да ја контролира и да трговијата во Јужниот Пацифик, и да се воспостави како еден вид на хегемон. Што за сега не би што за сега не е во некоја добра позиција тоа да го направи сега знаеме кризата со ковид е број еден тема во целиот свет. Така да не се знае како се тоа ова ќе се одигра, дали постојани војни провокации, не знаеме како ќе заврши. Со каков исход ќе завршат, или дали воопште дали ова ќе се почне само на студена војна или ќе преминеме на жештена војна. Во 80-тите години кога беше на Роналд Реган председател на Америка, на САД, отиде да посети Кина, мислам дека тогаш на власт беше Ден Цијопинг, човекот кој отвори Кина и кој го направи кинеското чудо. Но сепак, иако Кина има напреднато многу економски, стана економска, да кажеме, на економска сила на хартија, не знаеме како всушност не би зборал некогаш, не би сега био во детали дали тоа дали е економска, вистинска економска сила или економска сила само на хартија. Тоа е едно прашање кое би можеле да го одговори, на кое ќе разговараме на некој друг пат. Важно за ова тема за денеска е дека сега поради соседите во окружувањето, тие земји што се во окружување на Кина, и на кинескиот змеј, се загрижени од 80-те нааму. Кина, како што напоменав на почетокот, се погресивно настапува на светската меѓународна сцена. Имено, сите се сеќаваме во 80-те години како крваво завршиат протестите на студентите на поштот Тиананмен. А сега уште на тој страв имаме одбивањето на Кина да се работува околу истрагата за ковид, за коронавирусот, за потеглото на коронавирусот, како и да се утврди дали овој вирус е вештачки, како што некој ќе утврди, или навистина е природен. Дошло по некоја си случајност. Добро. Имаме држави земјите кои се во окружување на Кина, како што се Јужна Кореја, Јапонија, Индија, Индонезија, Филипините и Австралија, се многу загрижени од оваа агресивност на Кина. Бидејќи ако не се загрижени посебно по нивното обстојување како држави. Како што напоменав претходно, според некој аналитич, како што кажа порано, како ќе биде исходот на решението со руско-украинската криза, ќе зависи исходот на дали Кина ќе се охрабри и ќе постапи, дали Кина ќе биде поагресивна во прашање на Тајван, по прашање на јужното кинеско, на разните бази што се градат во Јужното Кинеско море и во Пацификот, и дали ќе се обиде дали ќе успее да воспостави војна доминација и контрола на протокот на поморската трговија низ Индискиот океан, посебно покрај Јужното Кинеско море. Така да, ако успее Америка да смири топката, да успее да се преговори, како што е став, видите, ако кризата со Русија се намине со преговори, во случај
нити Русија статус квото остане, што е малку исходот на статус кво е поповолен за Украина и за Америка и за Западот, отколку за, да кажеме, за во овој случај Русија, бидејќи ако излезе дека се ова е блеф, ако ова, бидејќи ова може сега можеме да кажеме дека например, можеби Владимир Путин знае дека не може да ги контролира желбите на неговите соседи, на поранешните советски поранешните земји кои беа дел од Варшавскиот пакт. Мислам дека тој на него му веќе имаме некои одредени индикации дека не индикации, туку му испратено се додадено да знаеме дека ќе има лични санкции спрема него. Значи спрема Путин, членове неговите семејство, на луѓето кои се олигарсите кои се блиски до него, ќе има санкции од страна на Запад. И што е интересно е дека големиот плиновод треба се гради во Германија, Nord Stream 2. За сега се уште не е проектот не е одобрен, се уште се чека за одобрување и тој проект го кочи зелените во Германија. Поради тоа што е не еколошки и е малку опасен. Затоа што треба уште да се бидејќи зошто е опасен, бидејќи продолжената рута на плиноводот Nord Stream 2 е преку Балтичкото море, не доди преку Полска, преку Чешка, доди преку источно-европските земји. Тоа е не преку доди по копнен пат до Германија и до пазарите во Западна Европа. Но има еден, ако Nord Stream 2 ако не успее да се реализира тој проект, полнозападни земји имаат ќе се спремаат да бараат снабдување прво да бараат собствени резерви на плин, на природен газ и на нафта, а второ можат и се спремни Канада и Америка спремни да ги снабдуваат нивните потреби со природен газ и нафта преку бродови да ги снабдуваат потребите на европската економија и на европските потрошувачи. Ако не сте запознаени, преднедавно се потпиша договор за слободна трговија помеѓу Канада и Европска унија. Сега треба се изгласа во парламентите на земјите од ЕУ и на сите нови земји членки на ЕУ кои ќе пристапат кон ЕУ. Тоа дека да се навратиме на последната тема. Тоа е што се однесува до коронавирусот, пандемијата, како и на новите рестрикции, како и отпорот како и неосекуваната последица на новите мерки, а тоа е протестот на автопревозниците, камионџиите, во главниот град на Отава и низ сите доми на Канада каде на граничните премини. Па да започнеме со последната тема, тоа е Канада, COVID-19 и Канада. Именно денови канадските политички премиери и на федерално, како на сојузно, така и на провинцијално ниво, решија да бидат малку уште построги, да воведат построги мерки. Во Квебек, например, е воведен полициски час. Исто така ви треба COVID сертификат ако сакате да влезете во продавница за алкохол и канабис. Па имаме некои дека најнова мерка на
Франсуа Легова да се воведе данок да се доничуваат невакцинираните и да се во Онтарио се опозицијата предводена од Новата демократска партија на под лидерство на Андрија Хорват, Новата демократска партија под лидерство на Андрија Хорват и онтаријските либерали под водство на Стефан Де Лука сакаат Дагфорд да оди како што да прави тоа што го прави Легово во Квебек, да ги воведе истите тие мерки. Па некој заговара со идеја, знаете, да не прекинеме да им даваме здравствена помош на невакцираните, што малку е нехумано, што е нехумано и не е етички. Ако сите знаеме, сите кои што биле ни за медицинска школа, па сите и како сме одели во болница, на преглед кај доктор, првото што сме би го забележале е Хипократовата заклетва која секој доктор треба да ја даде, дека ќе ги лечи сите пациенти без разлика на нивниот статус, раса, етникум или било која каква положба во општеството. Зошто некој би рекле па нели Канада има голема стапка на вакцинирани. Напротив, овие мерки сега што сакат да се новите построги рестрикции што се обидуваат да ги воведат што се обидуваат да се воведат во Канада, во други места во Канада и во како Онтарио, Квебек, причината е во тоа што е во малата стапка на вакцинирани. Сега како ги мериме да бидеме вакцинирани, дали со 2 или со 9? Во Онтарио се бара да се прогласи вакциниран со 3 дози, а не со 2. Па има некои што се само со една вакцина, па има некои што не се вакцинираат. Така да за некои ова е ковид тиранија и е неетички што се работи од страна на докторите и властите. Сега неофицијално е официјалната бројка со која политичарите сакаат да ни велат дека следната бројка со која се вели дека стапката на тие што се вакцинирани е над 50%. Пред некој време мислам имаше една графа каде што покажува дека Онтарио дека на високи процентот на луѓето кои се вакцинирани е всушност 28% во Онтарио, додека Квебек бележи најнисок степен на вакцинираност. Тоа е 16 или 18%, не сум сигурен, ама ова секој ова ќе оставиме во домет на шпекулација, бидејќи не го знаеме, бидејќи бројката на починати што ги читаме овде во разните весници во Канада, поголемиот број се вакцинирани. Така да вакцината без разлика од кое производство, дали Pfizer, Moderna, Sputnik, па и на кинеската се уште не се знае дали воопшто се ефективни. Pfizer има тужба во Америка да ги произведе документите од нивните клинички тестирања, на која Pfizer сака се да се обидува некако да ја саботира да го саботира тоа барање. Со тоа што вели дека знаете ние треба да ви дадеме 55.000 страници на документи кои покажува дека со кои се покажува дека вакцината е ефикасна. Ова на што судијата во Нью Џерси, сега мислам дали е во Нью Џерси, дали во Нью Йорк, одговори дека се уште се чека на таа одлука. Мислам дека судијата информацијата која е побарана за клиничките тестирања кои се барат од Pfizer
е побарано по законот за слобода на информацијата FOIA, Freedom of Information Act. Исто така покрај различите сега кога сте оставиме во перспектива, можеме да кажеме дека имаме нека причина, еве сега на Бајден исто така има една вест дека задолжително вакцинирање кај големите вработувачи, Американскиот врховен суд ја слушна таа жалба. Таа жалба беше, таа тужба против Бајден, против Бајденовата администрација беше понесена од неколку сојузни држави, имаше и од American Center of Law and Justice, и успоредно Врховниот суд одлучи даде се ново мислење дека федералната власт, тоа е сојузната власт на Америка, нема никаков мандат, никакво право да ги приморува компании, големите корпорации да ги присилува своите вработени да се вакцинираат. А тоа е сите што имаат над 100 работники и над 100 кои имаат 100 вработени луѓе или над 100 вработени луѓе, тие би биле приморани да ги натераат своите вработени да се вакцинираат. Да го прошерцува ова директива, Occupational Safety and Health Agency или агенцијата за судот во огромно мнозинство одлучи, сега не се сеќавам колку беше, знам дека 6:3, не се гласаше по партиска линија на дали кој би бил поставен од Обама или кој бил поставен од Буш или кој бил поставен од Трамп. Едноставно беше извојувана победа за правото на човекот, правото на избор. Каде во врзува COVID, каде во вест ја врзува Канада? Што има во Па еве, имено малку залутав со Америка, нали, се надевам дека сега сега ова што следи, ќе ви биде јасно што е врзано ова со Америка и што е врзано околу COVID мерките, што COVID мерките во Канада имаат врска со овие на Америка. Па да се вратиме малку, дојде малку на север од Америка, да се вратиме малку во Канада и да видиме што се случува во Канада во врска со COVID мерките. Имено, владата на кабинетот на Трудо донесе одлука дека сите што минуваат американско-канадската граница, да се превозници на стоки и на услуги, ќе треба да се вакцинираат. Ќе треба да бидат вакцинирани и да поминат време во изолација. Сега што се случи? Прво се побунија камионџиите, владата на кабинетот на Џастин Трудо ја повлече таа одлука, па потоа некако се обиде пак да ја прошерцува одлуката и да ја направи и ја пак ја врати на масата како задолжително вакцинирање на сите камионџи. Нешто настана најголем што стана бунт. Али сега да бидеме јасни, да биде една работа јасна. Веќе 2 години како што се наоѓаме во ова пандемија и никако не можеме да најдеме излез од оваа пандемија. Се ведуваше дека се збореше дека прво сите имавме надеж дека пандемијата ќе заврши со вакцината, дека кога ќе ја пронајде вакцината, кога ќе почнеме со вакцинација, дека ќе го видиме крајот на на тунелот. Али сепак нити видовме крај на тунелот, туку видовме дека се родија диктатори. Кога кабинетот на Џастин Трудо ја поврати, ја врати ова одлука, ја стави одлуката за задолжително вакцинирање на сила,
предизвика гнев не само кај камионџите, туку предизвика гнев и кај народот. Тоа што ја предија чашата. Еве се имаш во местото, во регионот кај што сум, еден ресторан, после 51 година работа ги затвора вратите на својот ресторан. Не привремено, туку крај, туку става точка крај. Нема веќе работење, бидејќи не знае, бидејќи со овакви рестриктивни мерки, првиот удар се ресторанџиите и кафеанџиите, па и баровите и тие што работат во нив. Таа подобро кажано, гостителската туристичката индустрија, таа е најмногу погодена од оваа криза. Политичари ветуваат дека секој пат, знаеш, сега ќе заврши кризата, ама никако да излеземе од тунелот и да видиме и да не изгледа новото сонце на слободата. Туку секогаш е само изговор да се дека епидемијава е изговор да се биде што по-диктатор или што да се понесуваме автократски и диктаторски. Па така да, во изминатава недела, во Отава, се случи, не само во Отава, зборјашто избиратото, туку оваа изминатава недела, од понеделник нааму, започна конвојот на слобода да се движи, на конвој на слободата, тоа е конвој на камионџи, на шлепери, што порекал по македонски, и на големи камиони да возат на протест кај во Отава со тоа што го парализира главниот град на Канада. Нивните барања се да се укинат било какви да се укинат сите мандати за вакцина, значи инфекцијата да не биде присна, туку и да не биде задолжителна, туку таа да биде доброволна. Кој сака да ја земе да биде доброволна. Да се прекинат сите мерки, и владата на Џастин Трудо и на сите политичари да понесат оставка, што се бидејќи работава не ја водат добро, туку водат на лошо. Започна овој конвој, никој не веруваше дека ќе добие толкова сила. Сега се шпекулира со некоја бројка дека највеќе имало 100.000 камионџи, 100.000 камиони и околу 2,7 милиони подржувачи моментално се го запосленале Отава, го запосленале главниот град на Канада Отава. Камионите се пред парламентот. Денеска Џастин Трудо канадскиот премиер Џастин Трудо излезе со став дека не сака да се нема да ме со став дека не сака да збори со камионџиите. Не сака, ниту сака да бидејќи за него тие не му се на ниво, што би се рекло, што некој би рекол. Во сабота кога пристигнаа првите камиони во Отава, Џастин Трудо и неговиот канадскиот премиер Џастин Трудо и неговото семејство се пренесени на тајна локација. Наводно денеска слушаме дека наводно фатил, дека добил ковид, тестирал позитивно на ковид. Самиот Џастин премиер на Канада е вакциниран, има примерно две дози и еднаш прелега ковид. Тоа е во почетокот на кризата. Исто така што би се може да се каже за овој конвој е дека успеа да има поддршка од народот, од сите канаѓани, што го прави овој протест се народен и се канадски. Именно што исто така би сакал
Освен конвојот во Канада, имаме вести дека конвој исто сличен таков конвој започнат во Австралија. Имаме еден закажан за Америка. Има еден, тоа се само гласини сега во Австралија, знам дека се поедени, дека ќе се обидам да обезбедам линкови до и малку како што се надам дека до крај на неделата ќе имаме малку поголема информација околу тоа што се случува во Австралија. Во Канада веќе комјунистичките протести се во 4-ти ден, како што Отава е парализирана од нив. Исто така имаме доаѓаат разни гласини дека има протести ќе има камионџиски протести во Европа, во САД. Сега не би влегол во детали, бидејќи само ова што сме наслушнале, се надам за протестот, за конвојот во Австралија, тоа всушност е реалност и тоа е поеден веќе се поедени камионите, се очекува нивните барања се да сите австралиски политичари да премиери како на територијално ниво, така и на сојузно да понесат оставка и да ги укинат сите ковид мерки. Како во камионџиските протести во Канада, во Австралија, во Европа, во се надам дека ќе имаме и малку погруба и ќе добиеме малку подобра информација за тоа што се случува и во најавениот конвој во Америка. Имено што би сакал да кажам, што би напоменал и што заборавив да кажам, е дека конвојот во Канада, канадскиот конвој на слобода, камионџискиот конвој на слобода, има соберено засега $9 милиони. Сега бројката може да е поголема, ќе видиме, зашто се парите сега мислам дека се на 10 милиони, мислам, соберени пари. Според организаторите на овој конвој, парите ќе се за одржување на конвојот, но и ќе дадат нешто на некои добротворни организации, како и на асоцијации на ветераните на канадските воени сили. Така да ќе видиме, да сега бројката беше до пред некој време, сад беше 9 милиони, сега бројката мислам дека е на 9 милиони канадски долари пари соберени од канаѓани, од сите канаѓани кои сметаат дека протест е легитимен и дека треба да продолжи. До следното слушање, довидување. Јас секогаш ќе останам и ќе бидам вашиот домаќин Петар Петровски. Народе македонски и каде да сте, имате верба во Бога, имате верба во себе, дека ова криза дека човештвото ќе надвладее. Добра вечер и пријатно.